Komičen megaherc. Светна си е личката, дами и господа, добре дојдовте. Експресо, што би рекле некои. Експресно, добре дојдовте во нашето студио, во нашиот и ваш омилен комичен мегахерц на 96-тиот. Кома нулата. А, вика, едно експресо за мене, едно експресо. Едно експресо, ако може, денеска сме, драги мои. 29 август. Август, така е денот Ова пред што 1 слушате е септември. реприза. 3 март, 62-иот ден од оваа година, според Григоријанскиот календар, остануваат уште 303 дена до новата година. Добро размислете се како ќе ја речат славите. деновите. Остануваат уште многу денови во годината за качување на планини, драг мој Атанас. Така е. Дали ти често ја качуваш истата планина или сакаш да се качуваш и на други? Рицко-брдските предели ми се посебно драги и сакам да ги искачувам колку може повеќе. Например, истите си ги имам пикирано Така? и често си И цело искачувам на време тие се качуваш? рицко-брдски предели, да. Аха, значи нема врска на изреката што вика никогаш не ја качувај истата планина дури ни во мислите. Но за тоа потоа Но со тоа го нашите велеше Данте, нели, во Данте, Пеколот. да, во драмата, дантизмите на Данте. На Гелебахни. Јатне лахти, ќе се вратиме после рекламите за нашите гости. Ова беше мала најава. А инаку, јас и Атанас денеска сме петочно расположени, посебно затоа што е петок. И сонцето и сонцето сјае. Ја сакам да ви кажам дека вечерва на репертоарот на театар комедија на 3.3. Петок е представата Вардарски пастови, изгасете ги телефоните, дечки. 5.3 недела е представата Прво ќе ме земеш, после ќе ме на театар Крик. Што не се докаже, Жорко? Прво ќе ме земеш, после после ќе ме... Тука ми стои нешто, не аделя. Не разбирам. Како е тој наслов? На прво ќе ме земеш, после ќе ме... После ќе ме... Валјда така треба Не секој знам, да си не го знам. замисли. Чудна Прво ќе ме, представа, после чудна ќе ме. се. Добро. Чуден наслов, всушност. Ја би ја кристил, прво ќе ме, после ќе ме. 6.3 понеделник представата Стюардеси и 8.3 среда представата Трудна приказна. Четврток представата Господарот на кукавицата, а за следниот петок ќе ви кажеме следната емисија. Значи вечерва е Вардарски пастови, представата е распродадена, но можеме да се дружиме после тоа во бифето. Така е. Сега за сега доволно беше, Жарко. Можеме да одиме со малку реклами и да се вратиме со нашите гости. Одлично. Ете така. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Мановци го слушаме на 99,3. И И се вративме во нашето студио со нашите луѓе што туку дојдени од планина. Дами и господа, со нас во студиото ги имаме членовите на друштвото I Love Hiking од Скопје. Луѓето со кои што често поминуваме голем дел од нашето време. Јас и Атанас зборам затоа што се луѓето кои што се дел од инвентарот на бифето, некои од нив, а некои се како гости инвентар во нашето студио. Дечки, добре ни дојдовте во студиото на РСМ. Комичен да. Вака, we don't stop hiking because we grow old. We grow old because we stop hiking. Во превод, Жарко, ова би било... Ако се не Се- се ако нема си се качувам стар, ке остара, качуј се на а од планина. качување се старее, така да видите вие. Качувај се често, во превод. Дали често се качувате? Па да, се качуваме секој викенд и измеѓу викенд. Така, каде ви беше задњата тура? Задњата тура ни беше на Шар планина. На Шар планина. Да, бевме потоа на Јакупица, така да Така. секоја недела имаме убави тури секаде. Вака, да се запознае, да се да, запознае публиката. Вие сте I Love Hiking, тоа е група, така? Тоа е друштво. Друштво. И како може да се влезе во тоа друштво? Во тоа друштво може да се влезе со една пристапница, да се пополни. Така. Со тоа пристапница имате многу добивки, као например едно од тие осигурани сте додека идете со нас на планини. Хит. Добивате со таа картичка добивате попусти во многу продавници низ Македонијава и так, сега работиме на тоа многу сме младо друштво. Правно сме регистрирани од 1 јануари, иначе постоиме 4 години. Вака, сакам да те прашам дали има психолошки тест или само таа пристапница, не ме тестираш јас дали сум нормален за да можам да доаѓам со вас, така? Примивме така да ти мислиш дека Извини, ова јојо. Само кажи го истото во микрофон. Бра, чим Даре доаѓа со нас, ти мислиш дека нешто такво постои? Значи, Даре не е добро. Јас само ќе ве замолам заради формалноста на емисијата да ги кажете вашите имиња и презимиња сите Атанас пред да Атанасовски. продолжиме. Жарко Димовски. Дејан Доневски. Јовица Апостоловски. Јован Којовски. И Дарко Шкјутовски.
Како? Шкјутос? Шкјутос. Шкјутоски. Одлично. Чекај, деки ти си како председател на друштвото, како главен на бандата? Да, на цела банда. На цела, значи имаме можност со председателот да говориме. Председателот на I Love Hiking. I Love Hiking. Дали би сакал Атанас јас и ти да како се вика да потегнеме стринкс, жици за да бидеме почесни членови на друштвото? Да, треба. Као на пример ние ќе бидеме Ами ја ни требаат ликови. Ова да потегнете, да. Слушај се, ја и Атанас ќе бидеме ова како се вика заштитните лица, Атанас ќе биде планината, јас ќе му се качувам. Сега ти текновите до мене спреми, а? Не дека добре. Каси. Шаре висок не е врвот многу, треба да се измачиш. Па висок е, и Атанас е висок. Ајде. А иначе, еднаш ме праша кога сме кај врвовите, вика, како е чувството да си звезда? Викам, ако сакаш да го знаеш чувството како е да си звезда, качи се на врвот на новогодишната елка и седни си. Ајде, Не се да. срами, не се срами. Не се, да. Не, да се пуштам малце. Сакам да прашам кој е највисокиот врв што сте го искачиле? Ајде, било кој било. Вака, лани бевме на Алпи, требаше да качиме 4 врва, мислам. Така нешто беше турата. Качивме 2, третиот стигнавме 50 метри под врвот, зашто не фати не време. И што се случува во таква ситуација? Па ништо, враќање назад. А ако нема назад? Па не знам, ако нема Се назад, поздравуваш со нема да дојдеме дома. Таму нема мрежа, нема телефон, така не постои. Не, нема ништо таму. Колку беше деки врвот? Пред кастор? Пред кастор 4400 и нешто, дека што стигнавме и се вративме назад у дом. Тоа е тоа. 4400 метри на да качам. Да. А тоа почнува колку време се качуваат 4400 метри? Почнавме од 2000, мислам, на качеше чара, качивме до домот, беше 3800, таму спиевме, и утре дента качивме Брайткорн, 460, мислам, беше така. И после тоа продолживме нагоре, 4200 и нешто, 26, па колку се качувавме? 8-9 сати, не знам. Добро, ова е комплициран зафат. Што носите со себе како храна, нешто како Па храна нешто лесно, зашто таму реално не ти се јаде. Вода пиеме со сила, па чудно се осеќаш малце. нема кислород? Па не дека немам, се осеќам малце, чудно е, не знам. Ја прв пат бев над 4000, чудно ми беше. Боци Глава со боли кислород? многу, нема таа боци, ма глава боли многу, чудно се осеќаш, не знам, треба Дали да си носите како на пример во тие плјоските алкохолче нешто малце за да ве стопли и така натаму? не прашај глупости, кога може да не носим. Да. Даре го побара микрофонот, се свирам, дали ќе може ке Даре малце микрофонот? Ајде, даре, ајде. Као најмлад член. Ајде, како најмлад член, вака сега ќе публиката малку ќе проштева затоа што Даре ни е срамежлив. Даре полега, ќе те опуштиме, нема никаков проблем. Ајде одиме. Дарко Шкутовски. Дарко, кој е највисокиот врв што си го качил? Само одговарај, не мора ништо друго. Биг Дору. Која висина? Дорум. Брат, даре, поише иде оне 2200. нашата екипа, иде со бордот нагоре, после се пушта. Да, навистина Дарко. значи ти си лудиот во екипата. Да. И најмладиот. И најмладиот. И симпатичка. Ајде, новиот председател ќе биде на друштвото, Дарко, за некоја година. Унајава. Добро, ти благодарам Дарко за одговорите. За исцрпниот одговор. Твоето излагање. Ти благодарам многу добро, нека се соземе, дајте му водичка. И од тие плјоски. Чекај, Јовица ништо не го... Здраво, Јовица. Леле, срам му е на јојц. Како си, Јовица? Убаво, така. Чекај, двајцата сте јо. Не, едниот е Јован, другиот е А Јован. ние Тино те викаме ли денес? Ама јоцо сте вие. Јас сум матера со нетино. Да, вие сте Јоца. Јас сум Јоца, он е Јоцо Јојо. јојо. Не, јас сум Јојо. Грешка. Од кога си ти член на ова I Love Hiking? Јоцо? Последниве 6 месеци. 6 месеци. Да, активно, да. И одиш на сите тури? Одиме почесто, значи. Вака, на пример, сега јас да се зачленам, нема да можам одма со вас да дојдам на 4400. Вака се, значи, тие тури се организираат поретко, што се надвор од држава, инаку кај нас нема услови. Повеќе од 2750 метра. Да, кај нас све качивте. Па, Све што глобала тие што сега се поатрактивни се качени врвови кај нас во Македонија. Не, ама ако дојдеш ќе направиме нешто. Ќе направиме влечете са. Не се секире, не се, само значи желба треба да се има. Само желба, така, Да. така Вака почнуваат. спремен ми изгледаш. Да, делумно, да. И Психички цврсто сум јаже за оставен. влечење. Да, Да. другото е... Почнам да пам. Има. Што сакав да прашам, дали планинарите се возат со жичара? Не, така? Нема поента. Тешко праша.
со жичара, многу сакаме да се возиме со жичара, ама ја избегнуваме. Така, чуете по тој Одиме да тој краткиот. по тој краткиот пат, под незе обично. Убаво е. И сенка ти држи кој има сонце жичарата. Што се случува во ситуација кога ќе изгубиш душе? Например, се преморуваш и сега гледаш дека толпата иде напред. Застануваат, те враќаат или те оставаат? Значи има дел од групата кај што Се помошници. повеќе кај што има водичи и си ја пратат во тек на целата рута, си ја пратат групата како. Така. А дали имате... Не оставаме луѓе позади нас. Никад. Си има Кој има секојаш брат по седум, потешки да. тури, тие што се послаби не се качуваат И- стално до кај што треба да се Наведуваме стигне, за дека секоја навраќање се тура, враќаат назад. за секоја тура однапред се наведува да бидат запознаени учесниците со тоа што ќе престои на турата. Значи, Кои се водичите? да, водичи исто се наведени и тежината на турата се однапред се дефинира. Да бидат Тежината у смисол како исто како во авион кога се качуваш, се мерите што е тежината. се мериме доле кога ќе се симнеме, обично губиме по неколку килограми. Стварно? Да. Колку 3, 5? Зависи од мастите што ги поседува секој. Стручна екипа како прва помош со вас. Имаме. Поздрав до војникот, он е главниот у тимот. Поздрав до војникот, Поздрав до војникот. што му е главниот во тимот. Одлично. По колку најчесто патувате? Имате бројка одредена, например 10-20 души или тоа е рандом? Малце. Дарко кажа нешто, ме молам. Ме молам, микрофонот кај Дарко, ме молам. Само повтори го, Дарко. Средните вредности Колку патувате? 40-50, зависи на која тура. Одлично, Даре, ти благодариме за исцрпниот одговор. Браво за Дарко. Ова е аплауз на отворена сцена. Председателот да го прашам. Повели. Вака. Се гледаш на Да се гледаш, нема автор. One man show. Го украде шоуто. Кажи ми, кога одите со спиење? Како одлучувате кој со кого ќе спие? Дали има доле Многу кога... тешко прашање. Интересно прашање. Да, па обично се пријавуваат луѓето, со сеќа енергијата кој се кога сака да спие и така спија, да. Прашуваат дали обично сакаме женски и машки соби и така и Соби? спиеме, да. Тоа збори за домови. За удомови А у кој шатори спиеме. кој кај стигне спие. А Се извинувам што има една ситуација, Јојо ми ја раскажуваше дека обично секој се носи вреќа за спиење, ако нешто се случи да нема каде да спиете под отворено небо. Дали навистина е тоа дека вие сакам да ви потврдите ти да ќутиш, дека Даре намерно си ја заборавал вреќата за да спие во една вреќа со Јојо. Дали ова вистина? па да. Да. Истина Еднаш кога ги пативме живи ги сликавме, така да. Ете, добро, али тоа е дека и под отворено небо кога се двајца во една вреќа потопло е се топло. да се Топлината. сплотени за Кохезија се топло да им иде. случува, да, А ја има, ја има. Ке викаш вечера, бе, што клавете у джемисен? Иначе исто така мораме да кажеме дека Јојо и Даре двајцата кои што спија во една вреќа се и редовни членови на тимот на Пап Комедија. Да. Тие се задолжени за се она што се случува позади сцената на театар комедија. Во бекстејдж шанкерите Јојо и Даре. Вечер можете да дојдете во Пап Комедија и да ги гледате како фантастично работат. Но за друго сме тука. Председателе, Само еден кратко поздрав за Ванчо и Предрак, најработници за 2016. поздрав. Поздрав. Добро, окей. Продолжи со прашањето, Жорко. Председателе, не знам дали кажавме колку членови број клубот сега за сега. Мислам друштвото, удруженијето, за другата. Па друштво сме, моментално не сме така сме формирани, така сме правно формирани. Па сега почнавме со издавање, значи нема ни недела дена како пристапници извадивме. Аха. Така да овие пристапници во првата недела 20 луѓе имаме подадено, имаат подадено. Одлично. И очекуваме бројка во првиот месец барем 60-тина. Има, што е многу чудно, има од цела Македонија луѓе што сакаат да бидат наши членови. Тие луѓе со тек на време ќе се добијат и добри бенефиции со таа карта. Ќе пробаме да направиме нешто што до сега моментално не е направено во Македонија. Ќе разбрануваме, ќе однесеме луѓе на планина, ќе однесеме се поише и поише нови луѓе. Имаме некои иницијативи моментално што ги спроведуваме. Една од нив е Излези и диши. Таа иницијатива е да ги извадиме луѓето од овие коцкасти соби што седиме сега, да ги извадиме надвор на некои аудор активности. Еве сега не се приклучи некои луѓе поискусни кои сакаат да имплементираат некои турно скијања. Значи повеќе опции имаме, ете на Јојо што ме
Давор, нели главниот, Така? босот сака да некако да дојде со некои летања со параглайдери, со нешто. Значи сето тоа ќе го добро ќе го смислиме, ќе направиме едно. Значи ќе измиксате повеќе ствари Све, со да. планинарството исто. Али главни ни се аутдор активностите, значи надвор да бидеме што поише во природа. Сега што имаме новитет, тоа излези дишење како се што сите тури се многу лесни, така и за вас нели нормално. Да може да дојдете на планина, да ви извадиме, да прошетате барем 2-3 часа, со некои од водичите додека не можете имаме и за позади, за напред, одговорот на преска на прашањето. Така. Значи останува некој со вас, ве враќа назад, сигурно до автобусот, таму се пресоблекувате, се ви е кажано напред, телефонски разговарате, имате напишано, имаме 3-4 ставки на безбедност кои треба да се поминат за да стигнете до таа планина кај што ние планираме да ве однесеме. Така. Тоа се несвесни за вас, а нас се свесно направени и така функционираме. Има ли ситуација, на пример, се качувате сега по планинава и да ви излезе дивеч или било што? Еве сега прошлава недела ни искочија стадо од 7 диви кози на метро од нас, не осетија и снимени се на камера, го има на нашето видео на нашата страна. Диви кози. А јас би сакал да се понудам за тие аутдор активности. За тие аутдор активности Да, сега за тоа мора да треба да кажем. каже за мечката. Само јас ме алудираш на вреќата за спиење. Не, само јас се понудувам. Значи аутдор активности со глумци, значи може да има делкање на стапче доколку некој сака со мене. Значи делкање на стапче со Жарко Димовски. Ќе отидеме во шума. Ќе прави шупелшве. Ќе им покажам како се делка стапче. Јојо, повели, раскажи ја твојата случка за средбата со мечката. Божана. Да. Боже на срика. Брат, идеме ја, Деки и Хари, кај бевме, кај тргнавме? На Негде по планините. на Тресонче. Имаше едно куче дое со нас и сега идеме, овие позади нешто се зазбора, јас со кучето сидам и само нешто ми шушка. И гледам карчи мене на едно 20 метра, трча нешто надоле, кучево до мене и не ми беше јасно онака што се случува. И застанува и мечка огромна и почнав да се дерам. Деки, животно. И тука прегледав и не знам што се деси, ништо избега мечката, нема веза. И викам, не идам, јас се враќаме назад. Не икао, не бе, ти бладаш, нешто, нема ништо. Добро, продолжуваме по 10 минути. Пак од другата страна уште една мечка, овие исто не ја видел, мисля дека лажам. Таа беше помала и толку ја се вратив и ги натарав и нифи назад. Зашо? Значи не знаеме дали стварно постоела мечка или не. На равоучение, кога ќе видиш мечка во планина, пребледи, ќе избега од тебе. Не, многу беше лоша ситуација. Даре, тебе ти си има случајно некоја ваква ситуација со дивеч со нешто или ја раскажеш ова од Јојо? Со мечка не, ама со други животни да. Што ти има излезено најопасно? Маче. Лисица. И ја направи и сега ја носиш. Не, ја носам. Не, стварно се сретнавте и избегона? Да. Добро. Пробав да ја избркам, ама кидна. Таа ти избрка тебе. Сега сме врска. Ништо страшно. Блиско искуство у кафанат со дивеч. Да, најблиско. Јас би сакал сега сериозно многу, кога ќе имате тура да се качувате на која беше планината, не ми замерувате кај што се гледа Преспанско и Охридско езеро? Галичица. Магаро. Галичица. Галичица, тачно, планина. врвот не знам како се вика, би сакал да дојдам со вас. Мислам дека е јуни на почеток, ќе бидете поканети. А имате вие како распоред веќе спремно? Целогодишен, да. Тоа е интересно. Значи проверете I Love секој Hiking, викенд. може да ве најдат на Facebook. Да. Моментално ја спремам и страната, Hiking МК е наша. На Facebook сме I Love Hiking Group Macedonија. Ете така побарете таму ќе ги добиете сите информации. Секој викенд одите на планина, нели? Секој. Секој. Без исклучок. И не викенд и преку недела. Да е со Јојо си правиме тури преку недела, маркираме, бараме нови интересни стази. Има многу интересни работи во Македонија што треба да се видат. Има канјони интересни што никој не ги знае, има врвчиња убави, предели. Добро, твори си ти нека се скратува. Па Македонија е земја каде што е 30% во планини. Сепак тераме емисија. Јој, извини, ќе се смееме покасно. Што изобилува со природни убави. Извинете, наистина, да. председателе, стварно ми покажуваат смешки вашите членови. Јас бев член, 6-7 години бев член на пленарското друштво Злато врв од Прилеп на времето.
Мислам дека се уште постои. Постои се уште, да, само што јас не постојам таму повеќе. Во Прилеп, мислам. Леле. И навистина често одевме на надпревари, како се викаше, Ориентација. за ориентација, да, со бусоли одевме, најдувавме маркици и така натаму и беше доста интересно. Во Прилеп и Прилепско, кој ви е најинтересен врв за качување? Како е сврдат Златоврв. емисијата на Прилеп? Ама ајде, добро. Не, Прилеп е многу страшен, мислам убав град, пострашен, мислам убав. Има многу добар болдер. Значи болдер е камен кај што не ти треба обезбедување, се качиш на него. И на светската тура на Red Bull, светска тура, значи зборам кај што идат сек ден из светот, одбран е Прилеп као град за светска тура на Red Bull. Да дојде да завршува, мислам дека Метеора е последна станица. Одлично. Али Прилеп има страшно многу добри карпи, камења и фигури. И тој патот кај Златоврв, од кај манастирот Трескавец, што Да. се проаѓа до Прилеп, до Маркови кули е за сите луѓе во Македонија. Како ги викаа луѓе од Прилеп? Не знам. Како ги викаа луѓе од Прилеп? Прилепчани? Мајмуни мислиш? Ај, па кај нас е природно качувањето што рече Јој за Вреска. Зато имаме многу планинарски Случајно тие камења таму оставени. Така е. Одиме со една песничка и ќе се вратиме за брзо со нашите планинари. Режија може? Аре, идеме. Ја сум брзи, а вие слушате Комишен Мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Неки Јовица, Јојо и Даре срамежливиот. Со нас во студиото планинарите кои што го освоија пола свет. А да видиме што се во план да освојат понатаму. Повелете, дечки. Кажете наредни места што планирате да ги посетите, Што Македонија тоа и светот. Да. Епа, ајде, ќе кажеш. Ајде, председателе, Откри. вие сте одговорно лице. Да, епа вака имаме нешто за уиднина така спремено малце поентузијастички. Пола екипа од тука од Собавак иде на Елбурс ке качува. Опа. И Да. Даре? Даре, да. Даре ке качува секој ден нешто, ама не знаеме што. Добро, кој е најоткаченото нешто што сте го качиле до врвот? Значи да не биде нешто као предмет, као Јојо? Еве, Да, има нешто, ајде. Најоткачено нешто што си го качил толку Го високо. имаме и на слика, Вали мислам. кога тргнавме од Скопје, мека Италија, купивме Бостан, деки го купи од Кванташки, мислам. Струмички као беше. Лубеница. Лубеница, И ја качивме до Кастор горе на врв ја јадевме на 4 На Алпи, така? На Алпи, да. Какво е чувството да седе лубеница таму? Бостанот беше 8 кила. Леле. 10. Не, 8. 10. Пиши бе 12. Нека се лаже. Значи ја го купував, да, 10. И горе го извадивме од ташно, имаш италијани, французи се чудеа се крстеа, не им се веруваше. И сите земаа без На сите им дававме, вечер Така така треба. се симнавме Сиса, во дом, да. на частеа пиво и тоа беше многу. Ние Бостан, вие Да, пиво и браво, жени. бе, ја. Така се тие Браво, стари. момци. Значи, навистина постои фотографија на Правило. Алпите во снегот, Јојо е закопан и има лубеница пред себе, секоја чест. Тука треба да има и познавање за избор на истата. Така е. Треба малку да биде зелена, зашто догоре Да узрее, така е, но председателот Председателот знае да бира Бостан. Председателот знае да Председателе, одбере добар производ. ќе сакате микрофонот. Дали председателе кога го биравте Бостанот одевте на едној стар трик со подчукнување или веќе имате развиено осет вака на кога ќе го погледнеш да знаеш? Мислам дека со биоенергија, новиот начин. Не може со сечење дека мораш да се носи, мораш со чукање Со дефинитивно. чукање, да. Тоа е стара Стар финта Дарко за председателски проверување на трик е тоа, зрелоста. ајде. Вие сте планинарско еколошко друштво. Да. Значи и ја чистите околината каде што поминувате? Па да, првото име што го ставевме сите као што сакавме да биде, сме Guardians of Nature. Тоа е како Чувари на еден природата. вид, да, чувари на природата, се грижиме. У последно време ставаме на видео кај што има лоши работи, сечена шума, кај што има некоја загадена премногу река, нешто се не сме во можност све да изчистиме. Нормално. Кога доаѓаат летни периоди, земаме кеси и големи црни рукавици, ракавици на сите што се со нас. Посочуваме кој сака да чисти на крај на семење обавезно пуниме од 5, 6, 7 кеси црни, 10 зависи ги оставаме во некој села, контейнери и така. А што е најчесто џубрето? Не ќе Сериозно? не ќе Салфетки. знаеш. Салфетки, шишиња. Човекот Значи, во суштина е најголемото ѓубре. Така е. Пластик има многу има, се има. А гумички? Значи, на едно место на Сува горе имаше
Па некои добри 10-15 квадрати од пелени расфрлани. Пелени. Да. Од кој знаат што беше? А тоа дивите коси се менјаат, вајде. Пелени, браво. Страшна работа. Пелени горе. Да. Добро, не Да, не навлегуваме. навлегуваме тачно во тоа. Но чувајте си ја природата. Добро, кажавте следно во светот, кај идете, кај планирате? Светска тура? Деки кажи ги туриве као беа, ние Да. планираме со Не те слушаме. Ајде. Сподели. Деки ќе ви кажа као се по календар, ја и Оцо и Деки планиравме да идеме у Перу, знаете вие. Да. Само не собравме доволно финансиски средства и најверојатно турава ќе ни се смени, тоа сигурно идеме на Елбрус, тоа е највисок врв во Европа, 5642, не знам колку беше. Ја и Оцо идеме на 21 јуни Јуни, да. до 2 јули. Браво. Идеме на Елбрус и така. Јоцо, дали сега се спремате, дали имате некакви подготовки, кондициони, било какви за тоа да го... тој Секако да. Се спремаме, не треба и ништо посебно, мисламе се спремаме ние дека сме активни. Секој викенд излагаме на планина, сега ќе зачестиме малце повише и на кеј ќе одиме малку со трчање. Останатото... Слагаме и ние секој викенд, да морам да кажам. Останатото ќе видиме горе како ќе биде. Добро, ви посакувам успех со тој подвиг што планирате да го остварите. Дарко, ти ќе Благодарам. присуствуваш таму или? Не сум доволно... Дали го памтиш твоето прво планинарско искуство? Прв пат, кога се качи, кај се качи? На прв пат се качив на Кујна на Big Doru со Half Hiking. Добро. Мислам дека за прв пат беше малце тежок врв, ама добро се качивме, некако се симнавме. После тоа... Имаш, например, онакви моменти на психички кога ти си викаш не можам или се мотивираш некако од инат па тераш нагоре? Па ми се случи тоа, паднав малце на психа, почна многу ветар да дува, сам бев, скоро Како бе сам? последен на планина. Како сам, кај беа другите? Другите беа многу пред мене, јас сам терав нагоре. Добро. Значи ти исчеличија таму и... Да. Да, си се засолнав у една карпичка и испушив една цигара, како што не треба да се пуши цигара, Да, не добро. треба да се пуши. Паметно да убаво кажа, посочи за нашите слушатели. И решив да се качам до горе и само што се качив, Јоцо ме вика, брат, надоле, каде бе, му викам, брат. Зашо се качиш, бе? Зашо се качиш, бе? Чекај, симнувањето е полесно или качувањето? Симнувањето. Така, добро, тоа е и логично. Дали ти важиш за Дон Жуан меѓу планинарите? Вака, мислам од муавети што сум ги слушал, немој да се странеш. Дали се случи на пример на тура да се разминете со некои италијанки или со некои други планинарски клубови и да се случи љубов помеѓу на прв поглед? Па се уште не ми си има случено. Ама затоа лисицата, Јојо, ако на Алпи Јој однесе лубеница, што ќе ја носиш на Елбрус, братче? Па не знам, тоа размислуваме, ама Брич. ќе биде сигурно нешто интересно, може да се избричам горе. Да, тоа е откача. Добро, тоа бриче, пример нешто ајвар да им однесеш горе, наш македон, нешто такво, не знам, пиперчиња. Може, ќе носим ајварче сигурно, не знам. Ќе има нешто, кратка закуска ќе има горе. И Да, би требало. да не заборавам да ви се заблагодарам на вас, многу што ме поддржувате кај што идам сегда. И до цел театар комедија. Секогаш ќе ги поддржуваме Одлично. ваквите А подвизи. чекај, за луѓето што не слушаат, вие валјда не се бавите и со само со планинарство, имате и други професии најверојатно. Дали сакате нешто околу тоа да кажете? Дека секој може да биде планинар? Секој може, нема врска професиите што се занимаваме. Не се кажува кој што како. Да, Значи не. секој може. Да, ги повикуваме општо сите луѓе кои што се со малку подобра харизма во нив и всушност иако ја немаа да ја добијат со нас, нека На излезат планина, од дома. апсолутно. Нека излезат, готово зимата више заврши, нека не бараат изговори дека било ладно или снегови се газале, има убавина и во тоа. Дојдете со нас да го гледаме хоризонтот од повисоко, поубаво. Одлично Одлично. Дојдете со нас да го гледаме хоризонтот од повисоко, ова може да биде мото на I love hiking. Како се вика, на друштвото, да, I love hiking, тачно. Сакав да прашам за опрема. Сега председателе вас ќе ве прашам како нели представителен како водич во целата приказка. Кажи ми каков тип на опрема треба да има човек за да може да планинари обични тури, не Во зборам за Македонија. Да, во Македонија. Па највише Што е најважно? Кондура? Најважно од се да кондурата, да имаш своја собствена кондура купена, непоземена, да биде на томски, легната, да не ти направи плускавци, да ти биде од дењето што поубаво и после кондурата следи добар ранец да имаш, да
да ти биде околу тебе, исто анатомски, на грб, стегнат, наместен на кукови да ти држи тежината, јакна, ракавици, капа и тоа е. Остатокот се може да се импровизира. Добро, најважно сега да констатираме Сите имаме капа и кондурите. ракавици, да. Кондури, јакна и ранец, ништо друго. Колку чинат, мислам не те прашам за фирми, колку чинат просечни кондури што Просечни, значи вака има некои, се наоѓаат некои попусти, да не спомињаме марки. Не, ништо тоа, да. Од 3500, значи зборам, 3500 до некои 12.000 денари, кај што некоја окей средна класа така нешто. Добро. Не мора, да, 3 сезонска, не мора нешто да биде јако, со многу пари така. Значи се наоѓаат за 5-6.000 денари без проблем, добри, здрави, цврсти кондури кои ќе траат сигурно и по 5 години, ше зависи од што дење на плана, пошто моите траат максимум една година. Добро, ти ги утепуваш. Вие не сте застанати да километражи. Вака некогаш на пример храна, така снемува храна. Те негде заглавени во планина. Знаете да препознаете во природата што можеш да каснеш? Па да, еве на пример ја берам печурки, берам све, се хранам многу од природата, собираме сите овошки што се не знам, ги наоѓам, ги собирам. Знам и каде има дури, знам и каде има на многу планини у Македонија вода. Останеме без вода и да пиеме вода. Значи тоа веќе све ви унапред. И да, обично кога правиме состаноци или кога вака разговараме за такви некои теми и ние што сме као се викаме прв тим, ги знаеме овие работи, знаеме да ги пренесеме на остатокот ти околу нас, доаѓаат што се дружат со нас, пошто ние на планина кога идеме се дружиме со сите, значи не се дружиме како сега што не гледате тука што се дружиме. Да. Ние се дружиме со другите што ќе дојдат. Вие сите информации што ги имаме искуства ги пренесуваме на остатокот од луѓето. А имате некои звуци за препознавање, пример, доколку се несериозно од другата страна плеја за пример. Боро! Боро! Као тие двајца другари го загинал волот, едниот им рекол барај ти на едната страна на планината, а на другата ти ќе се довикуваме и супер, јој, го фати волот! Јој, не, го фати волот! Не, го фати... И така некако. И се завршила приказната во ехото, се надевам вашата нема да заврши во ехото, ќе останете секогаш најдобри I Love Hiking Macedония. И најмлади. Дечки, фала ви што ни бевте гости. Фала и на вас. Фала и на вас за поканата. Мораме да ги поздравиме, значи потесното семејство од кругот I Love Hiking. Слушаат сега. Скапаници ве сакаме, поздрав. Скапаници ве сакат. Поздрав и ние ве сакаме сите и ги сакаме сите наши слушатели. Атанас за крај, кој е највисокиот тврд што си го качил ти? Нема да го открием јавно. Нема да го открием јавно. Одлично е тоа. Ви благодариме уште еднаш што бевте со нас, слушајте добра музика. Излезете во природа. Излезете во природа. Радио се слуша и таму, има Ако предаватели. ништо друго, одете во градските паркови на вашите градови, кој ги има, кој не, нека оди на најблиската планина. Ова беше Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници водители на емисијата Атанас Атанасовски и Жарко Тимовски. Датум на емитување на емисијата 3.3.2017 година, продукција Радио Слободна Македонија. Чао, Македонија! Чувајте се! Чао, чао. Махне на камерата. Комичен мегахерц.